Свака част на луѓето од Кочани, значи секоја чест. Ова е покажување, како да вика, ова е кога ќе се обедини народ. Да. Овде се сите. Сите идеолошки спектруми и партии, марти, не е битно. Сите се на блокадава. Сите. Кога се сите на блокадата, нема тогаш Ацо Николовски, ние ќе ја правиме регионална. Ќе ја правиш дома. Вчера имаше насилен обид од една од локалните општини да се истори ѓубре на депонијата во Кочани. Луѓето таму се веќе 16-ти, утре 17-ти ден ќе биде, да им дадеме уште еднашка поддршка. Голема поддршка за... Голема поддршка, затоа што утре Советот на општина Кочани едногласно, како што се најавите, треба да одлучи да се забрани фрлање на смет од други општини во Кочанската депонија. Значи да дадеме поддршка на советниците и сите од ВМРО, од СДСМ, има од Левица, Независт, сите кои што се таму треба да застанат рамо до рамо со народот и да дадат поддршка на оваа иницијатива и овој граѓански протест, затоа што сепак загадувањето во Кочани е екстремно намалено кога не се фрла ѓубре од другите општини. Да погледнеме вчера што каков обид за исценирање на скандал и на физичка пресметка беше направен во Кочани и потоа ќе се вратиме со останатите теми. Tego камионо Ивка Транс, некое си цивилно возило што иде нагоре да изфрла ѓубре, напунено е ѓубре, во Ивка Транс е виничка некоја си фирма и е пун со ѓубре, нагоре у депонијата иде да фрла. Колку има ѓубре? Ово е ѓубре многу. Брат, Има ли нешто друго камион? значи ово е многу ѓубре. Опа! Те така, ајде назад. Ајде назад, молим лепо. Само да го зврде да крене. Свака част на луѓето од Кочани, значи секоја чест. Ова е покажување, како да вика, ова е кога ќе се обедини народ. Да. Овде се сите. Сите идеолошки спектруми и партии, марти, не е битно. Сите се на блокадава. Сите. Кога се сите на блокадата, нема тогаш Ацо Николовски, ние ќе ја правиме регионална. Ќе ја правиш дома. Гледате како, кога народ е обединет, не можеш ти со него, со народот, човече. Ама кога ќе се обедини, значи ова обединување на народов у Кочани е околу здравјето на луѓето. Тогаш нема сила која што може да победи обединет народ. Нема сила. Как не знам како да ви кажам? Заебити тоа идеологија. Идеологиите е супер, ама идеологиите се дискутираат околу идеите како се спроведува. Значи десничарите имаат на пример идеја треба Рамен Данок не прогресивен. Околу тоа се идеите. Околу тоа се идеологиите. Не околу национални прашања. Идеологиите се околу тоа, околу како се обезбедува кој може да обезбеди подобар квалитет на живот. Толку. А бандитизми, тоа е друга работа. Таму нема идеологија. Само два збора ќе додам, само дефиниција за ова што го гледаме во Кочани е непокор, а непокорот е она кое што го има одржано македонскиот народ 500 века и под турско, и под српско, и под бугарско, така да познати сме биле по таа некоја дефиниција. Имаме и многу убав збор, пак ќе кажам, непокор за начинот на кој што функционираме
единствено нешто што треба сега да направиме да го примениме во модерна смисла на зборот преку вакви граѓански иницијативи, граѓански протести, демократско изразување на својата волја и да не дозволиме повеќе елитите, политичките елити во државата да не газат. Како тоа според вас би се извело обединувањето за здравјето на државата? Па како би се извело? Прво треба да се слушаме. Што збориме. Не смееме да ги дискредитираме луѓето што размислуваат поразлично од нас. Прво тоа. Не може априори ти да го дисквалификуваш човекот. Не го слушам, зашто? Па тој вака мисли. Не. Прво ќе го изслушаш, ќе слушнеме, ќе се слушнеме што има, па после ќе носиме оценка дали он збори право или не. Може би ќе излезе некоја добра идеја. Може би ќе излезе некоја идеја која што треба да се спречи. Но мора да се слушаме. И не може идејата на другиот македонец да биде причина за разединување. Напротив, идејата на другиот македонец треба да биде причина за обединување. Не може ние заради идеи значи ја и Милош. Он има идеја една, ја имам друга и сега ние не правиме момент. Дали е тоа глупо малку? Да е. Не знам со кој разговарав пред некој ден, ме праша како можеш да го поддржуваш Трамп или да имаш симпатии кон Трамп, кога, например, апсолутно не се согласуваш со тоа што Израел го прави во Палестина. И сега ти по една точка со некој човек можеш да се разединиш, ама тоа не значи дека не можеш да му даваш поддршка или да мислиш дека е подобро решение од другото што е понудено на политичката сцена. Значи, треба и тој момент да го разбереме. Сега вие имате сопруги, имате сопрузи, со сопругот, со сопругата, сигурно за све не се согласувате дома. Ама пак сте заедно затоа што сте нашле некои заеднички јазик и некои заеднички точки кои што се круцијални и по кои што едноставно дома, се водите ја дома. мислам дека пари Да. не треба да ги трошам вака, Да. жена ми мисли треба да ги трошам онака. Тоа е најосновно е тоа. Да, и на крај секогаш ќе ги Да. трошиме како што мисли жена ми, Да. ама нема врска. Да. Да. Сам друго да кажам овдека да прочитам. Иначе овде имаш една колекција од мотори. Дечки, што мислите која Скопска општина има во изминатите години е највише криминогена? Аеродром. Како, кој има немногу? Која Скопска општина во изминатите години е најкриминогена? Аеродром. Да. Мислиш у незиното работење као општина? Не, сега овие у последниве раководства. Да, као општина, општинско. Да. Ја мислев И гази баба, брат. И гази баба. Тодор Тодоровски. Али да, може да кажеме Чаир, брат. Чаир покој. Не, да, покој. се. Ние сме господа за. Чаир е ван конкуренција. За Чаир. Што сме? Господа. Они легализираат згради, брат, со антидатирање. А знаеш што прават другиве? Ние господски крадеме. Ние да. Ние што, На абе нивou. кој ги ебе, ја ќе ти ставам актуелен сега, од денес печа. Так. Сакам да го прочитам и смут само на Тодор Тодоровски 100 пати пиша за поддршката. Ај не замарај, брат, со. Значи, Не, окей, коментарот без врска. Ама Не го збориме тоа. Значи, не го Не, збориме окей, тоа. треба да се осуди. Грешка е што сите заедно, сите членки на Обединетите нации не осудија нацистичката идеологија, ама тоа е политика висока. Смут имаше од преска коментар, да му даеме на некој начин поддршка, вели денеска добив отказ од работа, без најава, 15 дена и слично. Пријави вика во трудова инспекција, таму ми велат џабе ќе се нервираш, 150 евра ќе им биде казната, а они се мокни ќе ги дадат поарно, најди си друга работа. Тоа е. Жалам се, сочувствувам со тебе, веројатно ова е се присутен проблем во државата, затоа што 150 евра е навистина премала казна за да некој одврати од тоа да те отпушти, мајки упредвид дека сигурно си земал поголема плата од 150 евра. Можам само да ти кажам дека во оваа држава системот не функционира за ништо, па така да не функционира и во заштита на работничките права. Не очајувај, ако имаш квалитет,
ќе најдеш лесно работа и дополнително ако немаш нешто, некој занает кој што може тебе да те исполни, да ти донесе некои соодветни примања, имаш пристап до интернет, има милион начини на кои што можеш да најдеш да заработуваш пари, и брзи курсеви, и да научиш да се дообразуваш и така натаму, така да само напред. Не гледај позади. А Мартин Илиевски, брат, пише ај шо не сме го значи има милиарда коментари. Бе. Има многу сега. Значи затоа и не гледаме сме нешто што е суштински вака да што не сме го искоментирале. Да, ајде да видиме што има друга тема, Мичо, што спреми друго? Ај сега да ги погледнеме едни двајца другари, пратеници во инфлуенсери, да, пратеници и во овој состав, Миле Левков и Бојан од Ѓорче, како се презивеше Бојан? Становски? Не знам. Така е. Да.